what is the point of holding back? Дарко Димитриевски е познат велешки ракометар со богата интернационална кариера. Во досегашната негова кариера има настапувано во повеќе интернационални клубови. Започнува во Велешки Борец, а потоа преминува во Вардар, Вардар Про и Куманово. Како солиден лев и централен бек, игра и за екипата на Катар Спорт, а својата блескава кариера ја развива во шпанскиот клуб Пуерто Сагундо, а потоа и во Адемар Леон и унгарски Чургу. Настапувал и за сениорската ракометна репрезентација на Македонија и со екипата на Металург. Во 2015 година Општина Велес и Сојузот на спортисти од градот го прогласија Димитриевски за спортски амбасадор на Велес. Final four. So what is the point? You start a war, just fight and relight up the scene. Ooh, you're breaking all bad. The final score. Absolutely brilliant. Who's got your back? Hear them scream. Дарко, својата кариера ја започна на 8 годишна возраст. Што беше причината за да се занимаваш со овој спорт? Здраво на сите, ви благодарам што ме поканивте во вашата емисија и поздрав до гледачите. Причината за да се занимавам со ракомет беше тоа што каде што живеев јас во мојата зграда живееше и Никола Бисинов, он е тренер на помладите категории во ракомет во Велес. Едноставно, како и секој дете, се занимавав со повеќе спортови, додека бев млад, играв футсал, сакав футсал, кошарка, ракомет, но кога почнав да се занимавам, кога почнав да тренирам поозбилно со ракомет, сватив дека тоа е спортот што ми лежи, го засакав и еве го работам до ден денес и живеам од него. Така, се започна во матичниот клуб Борец, таму и за прв пат заигра. Ајде малку да поразговараме и за тој период и за твојата позиција која што ја играш. Па јас сум претежно играм лев бек, можам да го играм и централен бек. Започнав во Борец, да, тоа е мојот матичен клуб. Среќен сум што потекнувам од Велес и што започнав во Борец. Борец живее за ракометот, од секогаш го сакал, публиката го сака ракометот. Почетоците беа како и на секој дете, бев премногу млад, тренирав, но најголемиот чекор мислам дека го направив со ракометот во мојот живот кога на 15 години преминав во Вардар, више почнав да живеам сам, почнав да живеам од ракометот, тренирав професионално, се занимавав со тој спорт, само ништо друго не ме интересираше. И мислам дека тоа е тоа што Така, тоа што и значено си доспел до тука да со твојот успех да стигнеш. Така, да. После Борец следуваше, како што спомена и ти, Вардар Про и Куманово. Колку време помина во Куманово? Во Куманово бев една сезона и година и пол. Функциониравме добро, имавме солидна екипа, со Куманово направивме добар успех со Пепи Манасков, испаднавме тренер ми беше Пепи Манасков, кога што се сеќавам, испаднавме во Европа, игравме ЕХФ куп и наредната година останав до полусезона, добив супер понуда од иностранство од Катар и таму ја продолжив мојата кариера. Кои се импресиите од Катар? Па беше многу чудно. Катар е чудна земја. Јас отидов во времето кога они вложуваа многу во ракометот. Тоа беше пред светското првенство во Катар да се одржи. Чудно беше од самиот старт, бев премногу млад, отидов без јазик, се мачев и го научив таму јазикот, беше многу тешко на почетокот, но фала му на Бога успеав и се беше како што треба. Беше чудно религијата, луѓето, се е поинаку, животот, ништо не е како тука, малце е поразлично. Премногу е жешко, се игра во сали со клими, надворе температурата многу висока. Но глобала кога ќе се земе си поминав убаво во Катар. Колку време остана во Катар Спорт? Во Катар Спорт клуб останав една година или година и пол, не знам точно колку, така нешто. Оттаму се пресели во Пуерто Сагунто во Шпанија.
Така, може пред да преминеме на Пуерто Сагундо, да поразговараме малку за овој период кога го помина во Катар, бидејќи има една доста интересна приказна која што се поврзува за тебе. Ми се чини дека ти беше и понудено да имаш катарски пасош, но некако оваа понуда падна во вода, не беше прифатена од твоја страна. Па беше чудно на почетокот кога отидов во Катар, јас имав право, бев млад уште тогаш, имав право да настапувам за нивната прва екипа и за младинскиот тим на екипата во која што играв, Катар Спорт клуб. Имав солидни резултати, почнав одма да играм со помладиот тим, доста се покажа во добро светло и по само 2 недели бев повикан од Федерацијата на Катар, ми беше понудено да играм за нивната младинска репрезентација, тоа е да добијам пасош и да настапувам за нив, но меѓутоа тогаш можностите не дозволија да се направи тоа, бидејќи сега не знам како би размислил во случај да ми се понуди тоа дали ќе го прифатам или не. Тогаш мислев дека ќе го прифатам, бев премногу млад, така размислував, но не се поклопија коцките заради тоа што имав настапувано за мојата земја, Македонија, имав играно за младинскиот тим на Македонија за репрезентацијата и не можев да играм за нивната репрезентација. Требаше да се чека период од 2 години, каде што ќе истече таа казна. Не казна, всушност 3 години треба да имаш за да можеш да го смениш националниот дрес, да немаш играно нигде и со тоа поминуваа годините за младинскиот тим. А доколку сега има една таква понуда, би прифатил? Па не знам, искрено да ви кажам, не знам, се случуваат чудни работи малце кај нас во држава и во репрезентацијата. Не би сакал, искрено ќе ви кажам, би сакал да играм за нашата Македонија. Од тука сум, тука се чувствувам среќен, ми исполнува. Еве моментално сум дома во Македонија. Но ќе видиме, не можам да го одговорам тоа прашање. Така. Здравие времето ќе покаже. Се разликува ли оној спорт кој што го играат катарците и нашиот ракомет? Па се разликувал порано. Сега више и они влегува во таа шема исто како нас. Они више вложуваат многу, они таму катарците не играат ракомет. Они немаат катарци. Нивната цела репрезентација на Катар е со играчи од страна. Они се толку спремни и мокни што си ги носат играчите што ќе си ги посакаат. Нив не има проблем, имаат премногу пари, многу се богати, државата им е премногу богати, они така функционираат. Државата општо како држава е 2 милиона, има 200.000 катарци. Тие ништо не работат во живот, они се на најглавните функции и работи народот кој иде како туристи таму. Така исто и во спортот. Они немаат катарци што ќе трчаат. Они носат играчи и сето тоа го спроведуваат на тој систем. Спомена дека малку имаше проблеми со јазикот, бидејќи арапскиот јазик е еден од потешките јазици и ми се чини дека само они си го знаат арапите нивниот јазик. А како се сногеше со играчите, со твоите колеги? Па, имав проблеми не само со арапскиот, имав проблеми јас и со англискиот јазик. Кога отидов таму, јас знаев многу малце англиски. Тоа ми беше најголем хендикеп таму. Ми требаше јазик, сакав да го научам, се потрудив и го научав во најскоро време. Ми беше на почетокот тешко, но потоа се сменија работите, бидејќи дојдоа во клубот кај што бев неколку балканци, со мене беше еден македонец на краток период, околу 3 месеци, Раде Стојановиќ, он е исто лев бек, искусен професионалец во тоа време, сега е тренер на Металург, на вториот тим, не знам точно каде. Ми помагаше на почетокот, се дружевме, додека се снајдов, додека се уклопив и потоа више ми стана. А научи ли баре малку? Арапски, да. Па основни работи може би. Основни лоши работи. Така. После Катара следеше период каде што замина во Валенсија, во Пуерто Сагундо. Малку да поразговараме и за тој период. Како помина таму? Па, добив солидна понуда преку мојот менаџер за Валенсија, Пуерто Сагунто. У тоа време, уствари, мене ми се поклопија коцките, кај нив се повреди левиот бек. Јас бев во можност да заминам од Катар и више сакав да заминам, сакав да градам мојата кариера во Европа, више сакав да се тргнам од Катар, бидејќи сепак у Европа лигите се многу посилни, за разлика од Катар, многу е попрофесионално, се работи на друг начин, друг менталитет. И така се одлучив да заминам во Пуерто Сагунто. Тоа е место до Валенсија на некои 20 километри. Местото е прекрасно. Клубот беше солиден, играше во прва лига во Шпанија, во Собал. Игравте во Еврокупови?
Јас кога отидов, не знам пред тоа, мислам дека со тој тим немам играно. Во Еврокуповите со ОХФ игравме со Адемар Леон, тоа е више следната година, но во овој клуб кога дојдов ми беше многу убаво. Имав убави резултати во овој клуб, почнав моето име да се слуша во Шпанија, во Македонија. Тогаш го добив првиот повик од репрезентацијата на Македонија со селекторот Обарван, бев на собир во Охрид, една недела со репрезентативците, трениравме во Шпанија, ми беше убаво, времето беше прекрасно, Валенсија е едно одлично место. И верувам дека немаше многу проблем со шпанскиот. Па имав на почетокот како со секој. Да, ама полесно за разлика од арапскиот. Од арапскиот секако, јас и ден денеска арапски не знам и имам многу пријатели во Катар што веќе се 7-8 години не го знаат арапскиот. Тоа е тежок јазик, за да го учиш јазикот, нели првен треба да ти биде полесно да го пишуваш, за да го можеш да го читаш. А тој јазик не се пишува, чуден е. Шпанскиот го научив, го совладав, беше супер. Беше и полесно. Ми беше многу полесно, ми беше убаво во Шпанија. Успесите се редеа еден по еден, па така од Валенсија замина, како што спомена и ти, во Адемар Леон и ми се чини како што спомена, па ќе напоменам, дека токму таму почна да се забележува твоето име. Таму мислам дека ја достигна и твојата кулминација. Значи ли тоа дека и некако Адемар Леон ти остави најубав печаток? Па не, мене најубав печаток ми остави всушност Пуерто Сагунто. Моето име највише се слушна во Пуерто Сагунто. Таму имав одлични настапи, клубот беше на едно ниво каде што немаше многу професионалци и имаше можност да се докажам. Бев уште премногу млад, имав само 19-20 години кога отидов таму во Пуерто Сагунто. И после успесите во Пуерто Сагунто имав опции да бирам. Имав опции да и бирам одбра да од отидеш во Шпанија. Адемар Леон? Адемар Леон е клуб со многу големо име. Он има традиција, со богата историја, има настапувано против Вардар, против сите европски екипи, има играно во Лига на шампиони, во сите купови што може да се игра, има прекрасни резултати. Во Адемар Леон исто ми беше убаво, се снајдов, тоа беше досега може да кажам најпрофесионалниот клуб кај што сум настапувал. Се тренираше редовно, се знаеше кога се станува, кога се јаде, кога се тренира, како се тренира, се знае сите Така се знае професионално, се знаеше работа. како што треба професионално, да. Потоа следеше период каде што замина и за унгарски чургу. Малку да поразговараме за тој период. Па сакав да сменам малце, Чургу е место. Некако ќе те прекинам за доста млад, релативно млад, но секоја година во нов клуб, странски клуб си заминувал. Па можеби ќе остане во Адемар Леон. Можеби ќе се решеше се, но проблемот беше со на крајот на сезоната имав повреда која не требаше да се деси, а се деси и тоа беше пукнување на еден мој бочен лигамент на коленото. Ме фана паника, не знаев како ќе биде, што ќе биде, нели си у клубот, имав третмани, со играчите играа, јас се лекував и едноставно ми дојде убава понуда која не сакав да испуштам од Унгарија, од Чургу. Чургу е исто многу добар клуб, исто како што игравме со Адемар Леон во европските купови, Чургу беше више пласиран за да играме во тие европски клупови. Он имаше 4-та позиција во Унгарија и више испајавме во Европа. Тоа е тоа што ме повлече, уствари тие европски купови, сакав да се надпреварувам, да играм во нив. Добив, како ќе кажам, убава понуда. Унгарија ми беше поблиску до дома, више сакав да бидам малце поблиску до дома, да бидам до не дека бев блиску до фамилијата, но сепак не е исто Унгарија и Шпанија. Одев со автомобил, ми беше поблиску, кога имав слободно време, си одев дома, кога ќе не пуштеа викенд или било како, тоа од Шпанија не го можеше, не можев да го правам. И ете така се одлучив да отидам во Унгарија, отидов. И таму исто се бележеа успесите. Се бележеа успеси, таму беше причината лоша, имав само лоша причина, од таму местото беше неубаво, не ми се свигаше местото каде што се наоѓавме, немаше ништо буквално. Таму беше животот само ракомет. Таму немавме ништо друго што да правиме. Како функционираше со останатите играчи? Имаше ли колеги од останатите други држави? Се дружевте? Во секој клуб, да, во секој клуб како и во Чургу имав колеги од секоја држава, може да кажам, не од секоја, ама балканци може да се најде во секоја екипа, не има многу. Функционираме супер, од секогаш сум функционирал што од Катар со балканците, си помагаме, се дружиме. Во овој клуб во Чургу ни се погоди, баш бевме, тоа беше
позитивната страна што бевме четворица балканци што можевме да се дружиме. Имавме еден црногорец, еден босанец и еден хрват и јас бев во клубот, се дружевме, соработувавме и ни беше супер. Некако ми се чини дека кога некој спортист сака да направи одлична светска кариера, тоа го прави, нели, кога игра во некој познат светски клуб. Но кај тебе се случи обратно, од унгарски Чургу потпиша за Металург и се врати во Македонија. Зошто? Па јас и дома им соопштив дека сакам да се вратам во Македонија, дека сакам барем на една година, две да се вратам малце во Македонија, да одморам од тоа иностранство, бидејќи не е лесно. Млад заминав, не е лесно. Сите мислат дека е лесно, ама не е лесно да се издржи тој менталитет. Цело време менјаваш држави, цело време нови пријатели, нови јазици, цело време ти е се ново и едноставно ми се смачи од сето тоа, сакав да одморам малце. Си дојдов дома, испадна шанса, јас кога отидов у собирот у Александар Палац со репрезентација, јас требаше да отидам најреално во Виена. Се случи тука при Окрет, разговора со селекторот на екс-селекторот на репрезентацијата на Македонија Лино Червар, ме убеди, потпишав за Металург. Не знам дали ќе го кажам тоа како грешка или како искуство плюс у животот, но сепак помина. Не се снајдов во Металург, не се снајдов ни јас ни клубот. Побарав да си одам, си отидов, ги решивме, се случи тоа што се случи, дојдов, им сега моментално сум во Борец, им помогнав на Борец, играм за Борец, горд сум на тоа што успеавме да го направиме овој успех со Борец, да влеземе во плейоф, да играме, се такмичиме во првите 6 екипи. Горд сум на публиката, многу ми е мило кога гледам нашата публика полна во салата, бидејќи го сакаат овој спорт, живеат за овој спорт. Бидејќи имаш поминато многу странски клубови, исто така и тука и во Македонија имаш настапувано за многу ракометни клубови, мислиш ли дека имаме најдобра публика? Во Македонија? Па да. Општо, да. Дефинитивно. Да. Дефинитивно имаме најдобрата публика. Тоа го потврдува утакмиците, не мора да го земеме Борец, го потврдува утакмиците во Лигата на шампионите на Металург и на Вардар. И до ден денеска на Вардар, на Металург е малце нивото паднато, но Вардар уште го држи тоа во континуитет. Во секоја, јас до сега сум настапувал во повеќе држави и сегде знаат дека во Македонија е пеколно да се игра, поготово против екипи како Вардар, нели, во Лигата на шампионите, кога ќе дојдат, сите им е страв, сите знаат што ги чека. Сите се спремни на таа публика наша. И тука во Борец исто така играш лев бек и централен бека и за оваа позиција може да се каже дека е организатор на самата игра. Па да, тоа е, имаш централен бек и лев бек. Кога си на централен бек ти си мозокот на екипата. И сите оние акции кои што се прават. Јас моментално не ја играм таа позиција, играм лев бек, но левиот бек е тој што одлучува што ќе се игра во нападот и како ќе се средниот бек е тој што одлучува како ќе се игра во нападот и што ќе се играме, разбираш? Он е плеймејкер, он кажува како треба да се одвива нападот и така функционираме. И кога јас сум на таа позиција и кога друг е на таа позиција, он го кажува тоа што треба да се направи во нападот. Дарко, бидејќи си спортист, значи ли тоа дека водиш и здрав начин на живот, се будиш рано на сабајле, вежбаш, здраво живееш, здраво се храниш? Колку обрнуваш на тоа внимание? Па обрнувам, нормално, како и секој спортист и јас обрнувам на тоа внимание. Треба да живееш здраво, нели? Секогаш треба и да си дозволиш да испаднеш, да се прошеташ, да видиш. Јас викам дека за се има време ако сакаш. Ако знаеш да си го распоредиш времето, ќе најдеш време за се. Во оваа наша работа треба да си одморен, треба да си спремен, треба да си подготвен, бидејќи работата е многу тешка. Овој спорт е многу груб, носи многу повреди со себе и за тоа треба да бидеш секогаш спремен. А тешко ли ти е, например, кога имаш некој важен надпревар, треба да останеш дома да не излегуваш, а твоите другари веќе се излезени? Не, веќе сум навикнат на тоа, поготово во странство, додека бев сам, нели, другарите ми се тука, јас сум дома, знам дека морам јас пред утакмица да бидам дома, да се одморам, знам дека ќе испаднам после утакмица ако најдам време, дека нема ништо да биде страшно и секогаш го правам тоа, никогаш пред утакмица не излегам. Тоа е професионализам во секој случај. Секогаш. Да. Постои ли некој неостварен сон што сакаш во иднина да ти се оствари?
Па имам многу сонови неостварени, имам во работава моја, јас сум тек на почетокот. Јас имам успеси направено, но јас се гледам себе тек на почетокот. Тек сега развивам како играч, тек сега се гледам дека можам да бидам играч и да станам. Мојот соне секако го кажав и пред тоа, сакам да играм за нашата репрезентација, го имам кажано и пред тоа во неколку интервјуа. Ме прави горд да го носам дресот на Македонија. Да ги браниш боите на Македонија. Да ги бранам боите, веќе го имам носено. Бев на турнирот во Умак со репрезентацијата, бев на неколку собери, се надевам ќе се средат работите, се ќе тргне како што треба и ќе бидам повикан и дел од репрезентацијата. Општина Велес и Сојузот на спортисти во 2015 година ти доделија и признание за спортски амбасадор на град Велес. Колку ова награда ти дава поттик за следни успеси? Секоја награда како и ова ми значеше многу, првично бидејќи од мојот град. Тоа ми значеше бидејќи луѓето пратат во мојот град, не сум незабележен, тоа ми значеше многу да се борам уште додам напред во мојата кариера. Таа награда мислам ја добив кога бев во Шпанија. Да. Се надевам дека ќе добивам уште, ми значат многу. Се надевам исто така и јас. Која е според Дарко формулата за успех? Ке ни ја откриеш? Желба. Формулата за успех, ја мислам дека е многу желба, да се откажеш од некои работи што треба да се откажеш. И љубов кон работата. И љубов, нормално. Љубов, ова, ја уште од дете знам дека кога се тренираше ракомет, во кошарка одеа 50 деца, во ракомет 10. Не може секој да работи оваа работа. Ова е тешка работа, бара многу ќотек, издржливост. Или те бива за ракомет, или не те бива, со еден збор. Така и треба премногу тренирање, треба многу залагање за да успееш во оваа работа. Пред се желба, мотив. Мене ми е најголем мотив, мора да кажам, мојот татко во животот. Некако ти е двигател во оваа работа? Секогаш он, уште од дете, со него сум во оваа работа, заедно како да почнавме оваа работа, уште од Скопје кога отидов. Цело време ме пратеше, беше со мене, ми даваше совети и кога ќе изиграм фантастично на некоја утакмица. Јас знам дека не сум направил грешка. Он ќе ми најде грешка. Ќе ми рече, воа ти е грешка, јас тоа го примам позитивно, секогаш сакам и секогаш е со мене да ми помогне и да ми каже. Така, токму тоа сакав да те прашам, дали ги примаше неговите совети кои што ги даваше? Секогаш ги примам. Макар били негативни и позитивни. Пред се он бил спортист, играл фудбал, играл и ракомет, краток период, го знае спортот, прати секогаш со спортот, ги знае работите и секогаш ги примам неговите совети и секогаш се добре дојдени кај мене. Дарко, јас ти благодарам многу што беше дел од емисијата Успешни. Ти посакувам и понатаму да ги редиш твоите успеси. Се надевам дека и во иднина ќе те видиме во некој светски познат клуб и се надевам дека ќе имаш светска кариера. Ви благодарам на поканата, поздрав уште еднаш до гледачите и се надевам дека ќе се видиме уште еднаш и ќе си поразговараме повторно на овие убави теми. Така ти благодарам уште еднаш. Фала многу. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание од емисијата Успешни. Доколку ви се допадна нашиот разговор со мојот денешен гостин, нека биде тоа причина да не гледате повторно следната недела во истиот термин. Од мене довидување.